Апостолски дела, 6 глава. Кога учениците се намножија, еленизираните јудејци се побунија против евреите зашто при секојдневното делење храна не биле пригладнувани нивните вдовици. Тогаш 12 го свикаа целото мноштво ученици и рекоа: не е добро ние да го оставиме Словото Божјо и да послужуваме на трпезите. Затоа, браќа, одберете меѓу вас 7 честни луѓе, исполнети со дух и мудрост, па ќе ги поставиме на таа служба. А ние целосно ќе се посветиме на молитвата и на службата на Словото. Предлогот му се допадна на сиот народ, па ги одбраа Стефан, човек исполнет со вера и дух свети, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармена, Николај, еден новопридојден од Антиохија. Нив ги поставија пред апостолите, а тие откако се помолија, ги положија рацете над нив. И така Словото Божјо се ширеше и бројот на учениците во Ерусалим се зголемуваше. И големо мноштво свештеници и се покори на верата. А Стефан, исполнет со вера и сила, правеше големи чудеса и знаци меѓу луѓето. Тогаш се кренаа некои припадници на синагогата, наречена синагога на либертините, на киринејците и на александриците, како и на оние што беа од Киликија и Азија, и почнаа да се препираат со Стефан, но не можеа да се спротивстават на мудроста и духот со кој тој зборуваше. Затоа тајно подучија некои луѓе да речат: го чувме дека хули на Мојсе и на Бога. Така го надразнија народот, старешините и книжниците. Потоа пристапија кон него, го зграпчија и го одведоа во Синедрионот. Таму поставија лажни сведоци кои рекоа: овој човек постојано хули на ова свето место и на законот. Го слушнавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши ова место и ќе ги измени обичаите што ни ги предаде Мојсей. Тогаш сите што беа во Синедрионот го вперија погледот во него и видоа дека лицето негово му беше како лице на ангел.